Душко Лазаров на казна затвор од 15 години. Душко Лазаров доби драконска казна затвор за нешто што воопшто не било негова задача. Звонко Давидовиќ, адвокатот на полицискиот службеник, која доби една од највисоките пресуди за настаните од 27 април, вели дека неговиот клиент, кој сега наместо на слобода е во затворот во Штип, иако бил член на оперативниот штаб на МВР за протестите, немал ингеренци да дава наредби, па поради тоа навистина е нејасно зошто воопшто беше осуден за настаните во собранието, а пак не одговара никој од СВР Скопје кои биле надлежни за подрачјето каде беше протестот. Душко Лазаров доби 15 години. Човекот не бил ни присутен во собрание, во тој миг, за да знаете, командува и ова е на подрачје и одговорни се СВР Скопје. Но ни еден од СВР Скопје не одговараше. Оперативниот штаб на кој му припаѓа Душко Лазаров е во МВР и он е за територија на цела Република Македонија. Он не поседува сили. Се во ова фрла една дамка и на објективноста на пресудата и на начинот на кој се водел предметот. Давидовиќ потенцира дека една од најголемите дамки на овој судски процес е нееднаквоста на оружјата, односно обвинителството имало многу повеќе простор за разлика од одбраната да ја представи својата страна на приказната. Во конкретниот случај обвинителот беше привилегиран затоа што можеше да ги постави сите прашања. Ако го следевте предметот, добар дел од прашањата нас не ни беа дозволени. Не ни беа дозволени ни добар дел од доказите кои што го предложивме. Тоа е една посебна приказна каде што судот, кога ќе биде поднесен обвинителниот акт со листа на докази, воопшто не ги испитува доказите на обвинителот зошто се поднесени и за што служат, али кога одбраната ќе ги поднесе доказите, веднаш се поставува прашање на приговор на обвинителот, па што докажуваат овие докази, па дали се потребни, па добар дел судот ќе одбие. Дамка на овој предмет секако фрла и начинот на кој сега шефицата на Врховен Добрила Кацарска го водеше судскиот процес, односно целодневните рочишта, кои според Давидовиќ не дале можност адвокатите и обвинетите добро да ја спремат својата одбрана. Тој вели дека ваков начин на водење на судски процес не видел во текот на неговата долга адвокатска кариера. Ние останувавме до 11:30, 12 Почнувавме 10 за бајле со една кратка пауза час или два и вие после толку време проведено во судница не сте ни во состојба да функционирате квалитетно, особено не да вршите вкрстено испрашување на навистина битни сведоци. А да не заборавиме, во судница се во прашање човечки судбини. Не се таму работи кои што можеме да ги поправиме. Во разговор за Алфа пред 2 години, ќерката на Душко, Марија Лазарова, кажа дека е зачудена зашто нејзиниот татко воопшто е осуден. Како што кажа таа, во доказната постапка дале голем број докази дека Лазаров немал надлежност и овластување да издава наредби на полицајците, но сепак бадијала. Душко Лазаров се огласува за виновен, меѓутоа во образложението не постои ниту еден материјален доказ кој што укажува дека Душко Лазаров тој ден требало да издава наредби. Значи цитирани се еден голем број на материјални докази од кои што всушност се докажува дека Душко Лазаров немало властување да ја издава таа наредба. Семејството Лазарови првостепената пресуда ја обжали заради повеќе суштествени повреди, како што е погрешно утврдена фактичка состојба, повреда на материјалното право, како и повреда на правото на одбрана, но доби само мало намалување на казната од 2 години. Неговото семејство, како и сите на осудените, сега правда чекаат од Врховниот суд.